Нашиот следен соговорник е Александар Кажаловски, како што го најавив, од МЦМС, директор. Прашањето за гостување на темата анкети го предизвика серијалот на коментари поврзани со најновата анкета на ИРИ, во која Заев има предност пред Мицковски и како партија и персонално, и се разбира со одредени контраверзии што произлегуваат од самата анкета. Се разбира, Кажаловски е податлив и за поширок круг на коментари врзани околу македонската меѓународна позиција, толку повеќе што веројатно прашањето на ЕУ и НАТО ќе биде веројатно една од темите и на локалните избори, иако веќе се растрча СДСМ, па и ВМРО со митинзи, СДСМ дури почна да игра и фудбал Заев, и тоа сето создава амбиент на предвидливост во досегашните искуства пред локалните избори. Кажаловски, МЦМС беше една од ретките која ги прогнозираше во скора 0,5% прецизност последните парламентарни избори. За разлика од тоа, ќе си дозволам луксус да кажам од тоа што следам дека ИРИ не баш многу се прославува со прогнозите. Не сакам да кажам дека нивната непосредна анкета носи погрешни резултати, но ми се чини дека заклучоците може да бидат коментирани. Прво што ми остава печаток е дека Заев е во предност, но не расте Мицковски. Тоа е број 1. Број 2, СДСМ ќе победи, но во 50 општини граѓаните анкетирани рекле дека нема да го гласаат градоначалникот, а тамо 95% се градоначалници на владеечката коалиција. Доволно за почеток. Повели Кажаловски. Добро, благодарам за поканата. Ние одамна не сме правили декември некаде анкета за вакви политички прашања, но мислам дека и ние и ИРИ всушност не правиме, ние туку нарачуваме од анкетни куќи, ние својен проспект главно во последно време, баш заради прецизноста на претходни избори, затоа нашиот избор е повеќе кон нив. ИРИ повеќе се концентрира на подолгорочни, а на исто време, во истиот период од годината, да речеме, за да имаат споредливост со слични прашања и тие не се толку врзани директно со конкретни избори, можеби затоа е таква ситуацијата, бидејќи секако колку поблиску до изборниот ден, попрецизни се резултатите и поконцентрирани прашањата, така да не би ги критикувал многу, бидејќи нивната цел не е... Добро, тоа е еснамска бонтон, бонтон, да, повеќе. А од друга страна, има интересни резултати. Генерално за мене главно дека оценката на граѓаните е релативно лоша и предпоставам дека тоа заради застојот во ЕУ преговорите, односно блокадата од Бугарија која веќе година дена се влече и нема најава дека ќе се разреши наскоро. И заради тоа ентузијазмот кој се појави пред 2 години со Преспанскиот договор полека, не полека, бајаги силно всушност според резултатите од анкетата спласнува и тоа се рефлектира на падот на рейтингот на владачките структури, особено СДСМ и Заев. Но како што точно констатиравте, тоа не значи автоматски промоција на опозицијата и сметам дека тоа се должи на тоа што опозицијата премногу би го рекол тоа спие на тоа уво дека овие сами ќе паднат. Што е природно да се очекува, ама сепак и опозицијата треба да понуди нешто, односно да почне да артикулира ставови по одредени прашања, а не да остава цело време нејасни ситуации, би рекол од референдумот навака, да нема ставови по битни прашања и конкретни предлози како да се решат, освен добрата волја, дека ќе биде подобро, нели? Граѓаните сепак очекуваат попрецизни насоки како би ја водела опозицијата државата ако дојде на власт. За сега се уште сметам дека предноста на СДСМ е релативно голема и ако се работи за вториот дел од прашањето, за исто релативно големо незадоволство од повеќето градоначалници, ќе биде интересна комбинација на рейтингот на партијата со конкретниот градоначалник, бидејќи партиите ќе се пуштат во погон и ќе има влијание на изборниот резултат
како ќе Се тука има една мала предвидливост, а тоа е прашањето во одредени општини каде што има незадоволство и од кандидатите на ДУ и од кандидатите на СДСМ. Возможно е тоа да се премости, да речем, со еден војнички марш на коалицијата СДСМ и ДУИ. И тоа може да ги промени работи. И вториот аспект, факт е дека владеечката коалиција има ресурси кои може да влијаат на расположението, особено со динамиката на инфраструктурни објекти, на нови проекти кои сега се динамизираат и така натаму. Да, секако и може да се влијае. Нас не критикувале често и едните, и другите, и третите во минатото, која, например, 2-3 месеци пред изборите ќе се прогнозира поголема разлика, па таа се смалува како што доаѓа времето, па нормално дека кој повеќе се труди, затоа се прават кампањи, за да го смениш резултатот. Ама чабе критиката ако не ги прочиташ резултатите добро и не направиш нешто повеќе. И за мене беше, например, од целата историја 20 годишна следење на анкети, еден пример во Охрид, мислам 2013 локалните избори, каде што ние објавивме анкета каде што ВМРО губеше малку, но губеше, а очекуваа дека ќе победи тош која Бакрачевски на крајот победи. Иако имаше незадоволство од тогашниот градоначалник Петровски на СДСМ од Охрид, се уште беа во водство. После изборите ми раскажа приказка од редовите на ВМРО ДПМН на некои пратеници, кај таа анкета, каде што губеле, а сметале дека веќе треба да се во водство, толку ја мобилизирала партијата, што на крај победија со 4%, ама вика пола влада се појави во Охрид тие 7 дена. Сега тоа почнува као рецепт тука да се случува. Меѓутоа има нешто што сега на глобално ниво сакам кратки анализи. Прво, критикувате дека опозицијата не нуди. Факт е дека се собраа во Охрид и рекоа Македонија сега заедно и така натаму. Сето тоа го споија со равенство на Заев едно општество. Но тоа е едната димензија. Втората димензија, надјавена е општата атмосфера на растечка корупција во Македонија. Дали тоа ќе биде знак на разделба меѓу овие две сопарнички групации? Па, двете работи во суштина потврдуваат тоа што дека не е доволно направена разлика кај опозицијата за да се направи дистинкција. Прво, и мојот прв печаток е што е различно Македонија за сите од едно општество за сите. Ја се не навлегував да бидам искрен во детали на новата програма на ВМРО ДПМН, ќе видиме што точно нуди, ама генерално не ја гледам разликата и сметам дека тоа оди на концептот за која се потврдува со фудбалската репрезентација, дека не може со една етничка заедница да веќе да се добијат избори. Мора да се опфатат сите граѓани и претпоставам тоа е се промена во политиката на ВМРО ДПМН. Дали ќе упали, ќе видиме дали ќе стекнат доверба заради претходното искуство. Ама уште повеќе со корупцијата. Значи, сите овие години сметам дека ВМРО ДПМН не направи доволна дистанца од тоа што се случуваше во претходните 10 години. Додуша ни СДСМ не успеа да докаже дека многу корупција имало, пошто не видовме, освен Тодоровиќ 500.000 евра што уплати назад, не се најдоа никакви пари од силните тие 500 милиарди. Дури и од трансфер не може да ги наплатат конфискуваните, бидејќи тоа се е ставено под хипотека. Да, но пак ќе речем ВМРО ДПМН не направи доволно дистинкција, да видиме што нова програма нуди, но сметам дека дали мислиш, Каржаловски, дека бугарското прашање може повторно да биде тема во која ќе се делиме на патриоти и предавници и дека на тој начин може да се мобилизира гласачкото тело кај што треба да гласаат за патишта, чешми, водовод, канализација, социјална стратификација? За жал да, ќе биде така и не ја учиме лекцијата очигледно. Сега правевме заедно со фудбалската репрезентација спот за недискриминација, но на крај завршува со единството победува. И таа порака е во сите држави, во Србија, нели само слога Србина спашава. Во Бугарија Соединените ја прави силата. Значи, обединетоста, американците и британците така и се викаат, United, обединети. Кај нас упорно се делиме, особено на битни прашања. Ја не можам да разберам, например,
од која бидна проблемов со Бугарија конкретно прошлата година, во парламентот уште немало дискусија за тоа. Како е можно? Бугарија се повикува на таа позиција од 2019 во парламентот што ја донеле, ние општо ни расправа немаме. Па како ќе се постигне единство ако не се расправа во собранието кај што треба да се расправа, и за жал пак ќе се сведе на борба. Дали тоа мислиш дека Заев се стравува и владечката од врзани раце во однос на флексибилноста што мора да ја испостави наспроти португалскиот проект и така натаму, и дека таква тврда резолуција, одговор од Македонското собрание ќе ги доведе ситуација, ќе ја доведе македонско-бугарската состојба на заробени во рововите? Па, веројатно на тоа се игра, ама од друга страна па видовме со Грција како што доведе до тоа. Значи, јас сметам дека дека е добро што има договор со Грција, но дека договорот не е добар. Дека стигнавме до лош договор, не е ни компромис, попуштивме по сите основи, бидејќи немавме подкрепа од доволен број позади, затоа не успеа и референдумот. Значи, таа играта ризикуваш, ама на крај штетите може да бидат многу поголеми отколку добивките, и еве се покажува во анкетава дека се помалце луѓе и имаат доверба во оваа влада и се задоволни од развојот на настаните. Генерално, пак ќе речем, ентузијазмот спласна. Може би веруваа тогаш дека ај ќе голтнеме пилулава и се ќе биде окей, ама еве 3 години после ништо не е окей. Одавно не сме разговарали, ама сега, како да кажем, ќе се обидам да чешлам нешто што се атрактивни изјави. Например, прашањето на Дуи и позеленувањето во услови кога Ахмети ќе сведочи во Хаг, една чудна изјава која не добива публицитет на Зоран Заев за Српски курир дека ќе се повлече од политиката после 3 години, пази, не цел циклус изборе, туку после 3 години, дека Мицковски најавува конечно на одреден начин дислокација на партијата од оние претходни случувања. Што е тоа? Прегрупирање или страв сите тројце да ги снема? Па веројатно да и двете, да се прават напори да нели нешто ново се понуди, затоа мене Дуи ме импресионира постојано со способноста да се трансформира и да помине тоа. Значи, ако и ова помине, како да речам, на партијата која го држи Министерството за животна средина, мислам со декада више, со своји министри, и ги гледаме резултатите, да не речам никакви, и со еден куп проблеми и скандали во таа област од платформи до натаму, сега се продава на политичкиот пазар како зелена партија. Ако и тоа помине, само може да им се симне капа на таа способност за трансформација. За Заев претпоставам дека ова сепак станува напорно, дека имаше долга борба како лидер на опозиција, па еве веќе 5-та година мислам тера како премиер на владата, и претпоставам тоа си носи. Што би рекли за Меркел која дрмаше со светот и со Европа 16 години, или ајде за Хелмут Кол, тоа напорно за политичар е релативно величина. Добро, да, на крајот на криштата, како тоа мисли да влезе Заев во преговори со Бугарија, во која им навестува дека ќе се повлече? Каков кредибилитет може да има тоа? Добро, ако ништо друго, Заев е поискрен од повеќето политичари, генерално си го кажува тоа што мисли, дали е тоа добро или не е друго прашање, но да, кај Меркел разликата е, прво, сепак раководиш со најголемата економија во Европа. Не, за однос на уморот, не за друга. Ама, да, од време на време има и големи успеси, и тоа е мотивација плюс. Сега е, мислам, во надолна спирала Заев, бидејќи не се помрднуваат работите. Што тоа Мицковски не прави за да може овој празен простор кој му се отвара да го освои, да го посвои на одреден начин? Па пак ќе го споменам тоа, да многу појасни ставови и појасна оддалечување, дистинкција, иако е малце тешко сега човекот кој стана председател на партијата со демисија на претходниот и благослов од Груевски, тешко е дека може да го оттргне тој дел од историјата, од себе и од партијата, ама генерално мора да се направи тоа за да има квалитативен исчекор, инаку луѓето не го купуваат тоа, сепак не беше далеку кога ги памтиме сите 4 години само какво беше владењето претходно, и без таква јасна дистинкција и осуда
на тие работи, не верувам дека може да добие, но пак ќе речем повеќе мислам дека се нејасните ставови. Еве ден денес му гледам по Facebook критики од диаспората особено, дека што сега ќе се блокира со некој закон, што не се блокира уставните измени, кога може. Што не излегува тоа, што не повика на гласање против, а не на бойкот. И еден куп такви прашања се И на крај има еден парадокс на почетокот за анкета, на крај повторно за анкетата. Никола Груевски има рейтинг. Во услови во кои целава домашна јавност има голем критички опус на владењето, на неговите постапки и така натаму. На што се должи тоа? Добро, тоа од време на време се појавува нели на Facebook со своји изјави и очигледно, мислам, ако ништо друго во свое време тој изгради голема структура во самата партија и очигледно голем дел следбеници остануваат лојални и верни, особено што нели некои работи што ги кажал се испоставуваат за точни. Да не го фалам се или да не го бранам, но очигледно има дел од членството кои се лојални кон него, не кон новиот лидер. И со тие појавувања го одржува својот рейтинг, и изненадувачки се и пораснал гледам од претходниот пат. Да. Дури ако добро видов на Мицкоски 6%, Груевски 4%. Значи тука сега не спекулирам теоријата дека Мицкоски само му го чува местото да се врати назад, не верувам дека такво нешто ќе се случи, но не може да се исклучи како. И ја лично не верувам, бидејќи решен Балканот да се проветри малце од традиционалните криминалци во политичкото владење. Благоволен тоа беше Александар Кажаловски, директор на МЦМС. Разговаравме околу анкетите, особено околу актуелните состојби за тоа што може да повлече енергија пред локалните избори и се разбира на таа тема уште ќе разговараме. Ти Благоволен Кажаловски.